Брегалница повторно жртва на индустријата. 2 дена водата во Штип тече со жар црвена боја. Период помеѓу 16 па до скоро до мракот беше црвена водата. По течението, низводно од овдека, значи од правец негде на памучна индустрија текстилен комбинат Македонка бивши, одозгоре идеше црвена вода. Истото се случи во саботата, исто во попладневните часови, со црвена пурпурна боја, од каде дојде, што дојде, помина за некаде саат и половини, ништо повеќе. За жал, ова се повтори и вчера, исто во попладневните часови. Невообичајната боја на водата ги збуни рибарите и граѓаните, зашто досега Брегалница ги фарбала сите бои, ама црвена не била никогаш. Ово лето, ово е првиот пат, првиот случај да иде црвена вода. А претходните? Претходно течеше, али некако темна вода, како на тегет, како на црно, а ово е прв пат да биде црвена и беше драстично премногу црвена, имаше некаков мал како мирис, непријатен. Брегалница во континуитет е жртва на неодговорни и несовесни, кој овој пат е виновен за нејзиното загадување, одговор нема. Државниот еколошки инспектор, како и многу пати досега, кога треба да се соочи со проблемот Брегалница, е или недостапен или неинформиран. Наводно мостри од водата се земени и пратени на анализа, но дали тие се земени кога водата била црвена или кога црвениот бран поминал е големо прашање. И додека инспекторот се крие од јавноста, револтот на граѓаните, особено на рибарите, расте. Да не се превзема нешто, а водата во континуитет неколку дена да се загадува во Брегалница, тоа е страшно. Срамот, рета не се стае. Ајде, не знам како да кажеш човек, лошо. Треба тоа да испитат комисија ли што има, па да се утврдило дека доаѓа тоа црвенило на водата. Единствен кој излезе во јавноста со одговор е директорот на ИСЕР, кој објасни дека колекторот не е причина за загадувањето. Јавното предпријатие ИСЕР редовно го контролира колекторот. Имаме редовни контроли секоја недела, значи имаме задолжено лице кој што го проверува целиот колектор, така да најодговорно можам да тврдам дека колекторот не е причина за загадувањето на река Брегалница, а ние како јавно предпријатие моментално на граѓаните им порачуваме дека имаат здрава вода за пиење и дека водата е бактериолошки, хемиски и физички исправна за пиење. Добра вест е што помор на риби не е регистриран, но тоа не значи дека водата треба да биде црвена и дека нив наскоро нема да ги има. Брегалница Ионака е река од 4-та категорија, односно само на чекор од категоризацијата мртва река.